Во Кочанскиот производен регион деновиве во полнек е жетвата на јачменот, а се очекува да започне жетвата на пченицата. Почетни култури беа насејани 5600 хектари, од кои под јачмен 1500, под пченица 3100 и останатите 1000 хектари под рж и пченка. Во жетвените активности е вклучена потребната механизација, пред се од индивидуалниот сектор, која го собира родот од полињата и од житните култури. Приносите годинава, истакнуваат земјоделците, се послаби од лани и се под очекувањата. За слабите приноси секако влијае и неповолните климатски услови во деновите кога зрееше житото. Што се однесува до откупната цена на јачменот и пченицата, таа е моште ниска и не е во рамките на очекувањата на земјоделците. Килограм пченица се откупува по цена од 8 денари за килограм, која според земјоделците би требало да достигне цена од 10 до 14 денари за килограм пченица, односно од 8 до 10 денари за килограм јачмен. Што се однесува до откупните предпријатија на теренот, тие се подготвени да го откупат секое зрно лебно жито, за да не се случи годинава да бидат увезени значителни количини на пченица од соседните земји. Инаку денеска средба одржаа представниците на земјоделските здруженија и на мелничката индустрија во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со министерот Михаил Цветков. Со оглед на тоа што моментално се увезуваат брашно и пченица од ланската реколта и за голема заштита на потрошувачите, земјоделците и мелничарите, е побарано Агенцијата за храна и ветеринарство да продолжи со зајакнати контроли на квалитетот и безбедноста на увезеното брашно и над операторите со храна кои вршат увоз на брашно.